Благодарам, председателе. Заменик министре, говоревме претходно за ревизиите и да, кажавте дека во член 56 е уредено што значи нарушувањето на работењето и што значи неизвршување на обврските. Ама, ве уверувам и дека не само јас, туку и јавноста си знае како институциите се вешти во штимањето на финансиските показатели. Тоа не го спомнавме. Колку само случаи сме имале, кога установите на крајот од годината не ги вршат плаќањата за да си покажат позитивен резултат. Затоа сакавме да се цени и почитува мислењето на ревизиите. Овде сме виделе многу извештаи од Државниот завод за ревизија, преполни со негативни мислења и препораки по кои никој не постапува. Затоа сме до овде докај што сме. И што да кажам повеќе? Еве еден прост пример, бидејќи очигледно не сваќате. Замислете прост пример да беше установата приватна компанија. Еве еден обичен маркет нека биде, попозната ми е таа насока. Има директори вработени. Почнува бизнисот да не мрда, прометот се намалува, трошоците растат, долговите се трупат. Добавувачите не доставуваат веќе роба, бидејќи немате пари за навремена исплата на фактурите, не вршите набавки, рафтовите се празнат. Немате пари за плати на вработените. Колку време ќе обстои оваа фирма, заменик министре? 3 дена, ништо повеќе. Зошто? Тоа што ќе биде блокирана од страна на банките истиот ден кога ќе се јават потешкотиите. Затоа што добавувачите нема веќе да испорачуваат стоки. Затоа што рафтовите ќе се испразнат. Затоа што купувачите ќе се намалат. Затоа што прометот ќе биде мал, а трошоците големи. Затоа што вработените ќе заминат после први месец неисплатена плата. И тука ќе завршам. Ова ќе се случи со приватна компанија која има тешкотии во работењето. Во приватна компанија или ќе се смени директорот, или ќе се сменат вработените, или ќе се затвори фирмата. Трето нема. А ние не сакаме јавните установи да пропаѓаат. Ама јавна установа можела да продолжи и со негативни ревизорски извештаи со истите луѓе кои ја довеле работата во установата до тешкотии. Сега, додека не ве боли секој залудно потрошен буџетски денар, кој е всушност денар на граѓаните, оваа држава ќе си тоне, некомпетентни луѓе ќе си седат на раководни места заштитени како бели мечки, а услугите, ако воопшто и ги добијат граѓаните, ќе бидат онакви каква што е и перцепцијата на граѓаните и довербата на граѓаните во институциите. Оценка 0. Ве благодарам. Благодарам, почитувана колешка.